продолжуваме со документарниот серијал Тиквешки спортски легенди и понатаму ќе бидеме со фудбалот, меѓутоа некако исцрпевме од талентите или поранешните фудбалери на Тиквеш таа тематика, макар што се уште ни стои, бидејќи некои од нашите соговорници ни закажа снимање меѓутоа малку подоцна. Затоа ова наша редакција РТК ќе продолжи со подсетување на добрите спортисти, на силните спортисти кои кавадарци го прославија надалеку или беа одлични спортисти, беа добри ракометари, кошаркари и така натаму. Раковетот беше спорт број 2 веднаш по фудбалот и затоа се решивме да поразговараме со луѓе кои се уште се меѓу нас, добро се држат, памтењето добро ги држи и можат да се потсетат на убавото време кога спортот во кавадарци беше број 1. Така беше на ракометното игралиште во градскиот парк, веднаш до градскиот стадион. Паметам дека цела таа полукружна трибина беше полна со народ и речи се имаше исто толку народ колку што има и сега публика, мислам, на фудбалските надпревари. Раковетот беше понекогаш, во некои моменти дури и популарен. Мој соговорник денеска или вечерва, драги наши пријатели, е ова фаца, што ја гледате сега, Ванко Ќурчиев. Монко и Ванко Ќурчиеви беа браќа или тандем на соништата, поим за ракометот во кавадарци. Во ракометот е од 1955 година, почна да игра и цели 20 години помина во тој лавиринт на спортски случувања. Ванко, добар ден. Добар ден. Убаво и пријатно ми е во твоето друштво, со твојата сопруга, покрај кејот на реката Луда Мара. Сега ги живееш твоите позни години, ако така можем да речем, имаш над 80 години. Како се чувствуваш? Па да ви кажам, добро се чувствувам. Према годините добро се чувствувам. И мислам дека ако вака потрае, годините не се битни, битно е како се одржаваш. А се одржувате ли добро? Аз се одржувам. Кажете ми, имате фамилија, имате внуци? Јас сум татко оженет, стечно оженет и татко на две прекрасни черки. Добро. Имам од фамилијата имам двајца внуци. Едениот е Џока Чирков, кој што сега заврши медицина и е матичен лекар во ординација Чиркови. А тој на татко му се метна, значи. Да. А другата внуката е втора година и можам да кажам прекрасна личност, кој што првата година ја зе со десетки и деветки и многу сум поносен на неа. И на керките, и на внуците. Меѓутоа, дали некој се метна на вас на спортот? Па внукот Имате спортски ген? Џоке требаше да играе ракомет, почна, тренираше, меѓутоа, знаеш како е, ова младина повеќе е желна да седе покрај телевизор или во кафана, а помалку да тренира. Оди тебе одрекување, за да бидеш добар спортист, треба многу одрекување. Тука се упитање работи кои што секој не може да ги примене. Се сложам со вас. Како и беше вам пред 65 години, кога се решивте да спортувате со ракометот? А ја почнав многу млад. На 15-16 години почнав да играм ракомет. Тоги се сеќавам во Скопје првиот натпревар се изигра во Партизан 1. Тогаш во тоа време Пане Малинков беше број 1. Џоко Еленов исто така. Добро. Перо Антов. Добро. Зарков Васо. Добро. Боро Грозданов, кој што живееше потоа оди да живее во Загреб и во Љубљана и сега не знам дали е починат или не е важно, добро играч беше. Тоа беше првиот состав на ракомет. Немавте некои ракометари пред вас? Немаше. Вие го направите клубот? Клубот Добре Ставров, ако не беше, тој е главна личност на овој спорт. Јасно ми.
многумина така велат. Како бе тие први надпревари, во која лига бевте надпреварувачки дел? Тој немаше лига, Добро. тој се одржуваа зонски турнири, после од турнирот во зонско надпреварување отидоа. Шипска зона, Титовелешка зона, Битолска зона. На каков терен игравте тоа време и каде игравте? Па немаше услови, тоа беше посиромашка ситуацијата, немаше доволно терени. Тоа беа земјени терени Добро. и на некои места асфалтирани игралишта. Кога се асфалтира ракометното игралиште во Кавадарци? У почеткот беше црвена земја, Добро. а потоа го асфалтира. Тоа беше 64-та, 65-та година. Дали е по пропис да биде асфалтирано игралиштето или бара посебен третман? Па треба да биде, има прописи тоа, меѓутоа прописите не се задржуваа многу, Аха. одржуваа. Ако паднеш на асфалт? Ти си знаеш. На која позиција играше Чучиев? Ја играв и десно и лево крило, а потоа на постари години отидов дури и на пикер. Ја бев како играч запознаен со тоа што специјален шут беше мојот. Сега топките ги вртат од крило, Добро. а ја паѓав долу и горе шутирав. Така да тие топки тешко се бранеа. Ванко, колку гола дадовте, дали се шавате? Па не водев евиденција за Бројот на головите? Меѓутоа, Просек на утакмица. просек на утакмиците 4-5, у почетокот помалку, тој ги почна раковетот. Резултат да речеме 5-1, 7-2, 10-5. Не повеќе од Не околу. повеќе од Ау! сега да речеме раковетот е сосем друг, разбираш. По 20 гола По некој не. 20, Така е, 30 така е, гола, така е. 40, па и дури 50 гола Така е. на утакмица се дават. Али денеска раковата е на сила, брзина, Да. Многу популарен спорт многу во популарен свет. спорт. Кажете ми, кога почна тоа лигашко надпреварување и во која лига заигравте прв пат вака со повеќе клубови? Па Од прилика, времето. во Куманово се одржа првото бевме прваци на Македонија во 62 година. Добро. Тој како се сеќав, учествуваше Југ, работнички од Тито Велес, Така? тој се викше работнички, а после премине во Борец, Аха. како Борец. Во Куманово првото такмица игравме со Југ и изигравме нерешено 9-9. Утредента со работничка од Велес. Меѓутоа, како се отиваше на преварот, водевме со 3 разлика. Незадоволни од една одлука на судиите, го зедов записал, го сокина и на преварот се прекина. А имавте добиена победа. Ок. Да. Меѓутоа, Рахметниот сојуз на Македонија реши да го суспендира Велес, Клубот? клубот, и реши да се изигра нова утакмица со Југ. Тоа беше 62 година, имаше големо интересирање во Кавадарци и прв пат се вршеше пренос, радио пренос од Куманово. Радио Скопје. Браво. Кавадарци вршеше пренос. Браво, Да. браво. Што е 6? 62. Браво. 62. По изедначена игра победивме 20-16 и станавме прв пат прваци на Република Македонија во историјата. Имаме ли таква фотографија да покажеме? Добро, ќе ја покажем покасно. Кажи ни како се одвиваше потоа растот на ракометниот клуб Тиквиш, бидејќи стана релевантен фактор во спортските ракометни случувања во Македонија. 58 година Добро? се изигра утакмица со Графишер, Од каде е тој клуб? Скопје. Скопје, добро. Меѓутоа, утакмицата почна касно и падна мрак. И сојузот реши да се утакмицата изигра во продолжение на друг датум. Тој ги Се одложи за друг ден. се одложи за друг дат. Така? После месец дена или 2 месеца ден, така колку што се сеќам, изигравме
отидовме во Скопје да играме утакмица со Графишер. Прво не изигравме нормална утакмица Добро. за првенството на Македонија, а потоа продолжеток. Продолжетокот беше 2 пати по 5 минути. Тиквиш даде 2 гола, Графишер даде 1 гол. И со 14-12, со 13, Тиквиш стана прв пат победник на Купот на Македонија. Значи и првенството 62 година и купот 58 година. 58 година. Кога клубот ги доживеа своите стандардно добри резултати и игри во првенството? Пред тоа да го кажам, Повелете. во 56 година, 57 година се одржа меѓународен ракометен надпревар со Висбаден од Висбаден, Германија. И победивме за чудо 21-19. Тоа ви се први надпревари Први меѓународни, надпревари. мислам. И 67 година погон беше исто така во Македонија. Добро? Домашин му беше Джевджелија, Партизан Гевгелија и надпревар заврши 13-13. Како ги паметите овие резултати? Па, у тоа време Живо се сеќавате на тие настани со резултати? со резултати. Благодарение на книгата што напиша Пецов, Добро? Димитар, кој што оставува траги за ракометот, има многу податоци кои се дадени во книгата и може човек Да се потсети. комотно да се потсети на сите. Меѓутоа, еве во ова интервју вие слободно ги користите тие податоци. Кажете ми, колку години играше Ванко во фудбалот? Во Во ракометот? ракометот јас играв 20 години, се простив 73 година. Што ви текна? Па веќе годините си отидоа Добро? и мислам дека требаше да оставам на младите да продолжат да играат ракомет. Кажете ми нешто за Монко, вашиот брат. Па тоа беше виртуоз за ракометот. Он играше Така бела центрхалф, дека тоа беше виртуоз. виртуоз, центрхалф играше и знае да направи некои работи. Ситуација за кои гол. се- Ситуација за гол. Да. Он и на крило и на пикер се послужуваше. Тоа е незаборавен Да, талент. баш ракометен да. талент. Како почнавте да играте? Он почна првен или вие? Првен јас почнав. Аха, Првен јас почнав, он е помлад 2 години од мене добро. и он почнал одма после тоа. Немаше голема разлика меѓу мене и него. Во тоа време покрај Монков, Така? во исто време почна и Зафиров добре, Добро. и Мукаетов Илија, Тоа е прославена генерација Генерација. ракометари. Да, тоа тие бил Илков Јордан. Илков Јордан беше. Илков Јордан. Покасно, јас сум некако играч на генерации. Прва генерација Боро Зарков, Васо Зарков, Боро Грозданов, Малинков, тие едни беа. Така? Потоа Монко, Симеон Чурчиев, да речеме, Илков, Илија Мукаетов, се друга генерација. После нив Стефанов Васо, Добро. исто добро играше. Така беше. Левбек, он е левочар. Стипе у тоа време. Димитар Ѓорѓиев, Димитар Влаинков, кога почна? Покасно он Покасно, почна. да. Покасно почна. 63 година после земјотресот од Скопје дојде Васо Јосифов. Добро. Васко Јосифов. Добро. Добро повеќание за теква беше. Инче он е каварчанец, ама родителите му живеа во Скопје. И така како така го И знам. така после земјотресот дојде да игра за Теквиш. Имаше ли повреди во ракометот? Дали ви случува тешки? Па тешки повредите се едноставно многу ретки, ги има. Ако не си добро припреман едно друго, може самата топка при додавањето Ето да. раците прстот да го шиниш, се вика, се тоа Ванко, некои интересни моменти од вашиот ракометен живот, што се невообичаени така. Влажно време, многу публика и така натаму. во Кавадаци 63 година се одржа финале на купот меѓу Тиквиш и Работечки. Имаше тој доста публика, победивме со 15-14. И ни се овозможи во тоа време полуфинале да играме со Босна.
од Од Сараево. Македонија. Од Сараево. Кажи ми, работички беше најсилна екипа? Најсилна екипа беше работички. Они беа јака екипа. Аха. Само да ви кажам, Томановиќ, Куновски беше репрезентативец, Матовски, Никола Матовски, Силен тоа состав. беа брајче, Да, да. и стариот Матовски, кој што ракометот, он уствари го донесе во Македонија. Они беа екипа за секој поштовање. Оде често во Германија и кога идеа во Кавадаци со прави амбасадори беа за раковите. Јасно. У тоа време, кога реков за 60-та година, со работички беше тешко да го победиш, ама ние игравме со срце. И Покрај работички, кои клубови во Македонија тоа време беа? Добри, во ракомет. Во ракометот беше Партизан Гевгелија, имаше доста добар ракомет. Добро. Потоа Борис Велес, Добро. Пелагонија, прво Пелагонија, па Работик, па Пелагонија и сега е Пелистер. Јук, го спомнавте во вашиот муабет малку. Беше ли силна екипа Јук? Јук беше силна екипа, она градска екипа таму. Градска на Скопје. Во Егејското малото беше и они во главно беа сите од Егејска Македонија. Се водеше ли сметка тоа време, докога вие игравте 60-тите, 50-тите години, па дури малку и 70-тите, за подмладокот на клубот? Како се одвиваше таа смена на генерација? Да На смена на генерацијата имаше, Тиквиш водеше доста рачун. Прво, имаше добри учители по физкултура. Така, добро. Еден од положниците на ракомите и Лалков Лазар, кој што доста време беше тренер на екипата, Добро. и Џоко Мухајетов, Така. покојниот. И двајца се покојни, да. И доста се работеше во школите. И школите беа како расадник на ракометари за ракометот. Има се ли разбирање за вашата игра во ракометот дома? Или таткови, мајкави, најблиските од семејството, ви разбираа ли дека вие одите на утакмица? Дали го успеете Они ракометот? го сакаа ракометот и уживаа кога јас одам и момко одевме да играме ракомет. У почеткот беа тешки условите во Тиквеш. Опремата си ја носевме дома, немаше перална, и опремата си ја носевме дома да си ја периме, да се испегла и да бидеме спремни за натпревар. Тоа мојата мајка со љубов го работеше. Браво. Некоја храна посебна за ваше спортско подигнување? Храна, тоа ги беше посиромашка државата, едно друго, немаше доволно храна. Мислам, имаше Протеини храна, и така меѓутоа, колку не е како сега што Да. што има, Се да одите речеме. специјална храна за спортување. Ми добро сега. У секој случај се стара родителите да прават што поквалитетна храна. Имаме една девиза кога разговарам со спортисти, ако немаш срце за некој спорт, тешко ќе постигнеш успех. Како беше вашето срце за спорт? Нашата генерација имаше срце. Затоа и постигнавме големи резултати ние. Да. Ја мислам дека како генерација тоа нема да биде заборавно Ненадминливо. и немидливо. Еве сега се игра ракомет, меѓутоа кажете ми дали има шанса за прво место да биде. Тешко. При оваа ситуација, кога Вардар е професионално многу јак, разбираш, па сега и Еро Фарм Пелистер, тешко може некој да дојде до трето или до второ или прво место. А ние тога имавме срце. И тоа го жива резултатите. И ние освоивме 3 пати бевме прваци на ракомет во купот и 3 пати бевме прваци. 64 година, кога станавме прваци, ни се овозможи да играме во Сојузен ранг, прва лига. Надпреварот одржа 26, 27 и 28 јуни 64 година Така? во Плевија, Рудар од Плевија. Тоа е Црна Гора или Црна Гора, да. Црна Гора. Добро? Се одиграа 3 надпревари, Добро? а пред тоа само да кажам дека
Лалков беше тој тренер на екипата и на одведе на припреми во село Конопиште 10 дена. Како накрда. Баш во Конопиште. Во Конопиште, во селото И бевте ви задоволни како... имаше хотел, Добро. две соби беа и тоа колку за нас да стоиме таму. 10 дена, една недела у Тој малко има подготовки. Да, за подготовки. Сега, колку се подготовиме, тоа е друго. Важно, За таа намера за беше. таа намера беше направено тоа. Во Плевје кога отидовме, и изигравме 3 утакмици со Рудар Плевје, Дубочица од Лесковац Да, и Дубочица. Младост од Загреб. Они беа поквалитетни, поготово Младост и Дубочица беа поквалитетни екипи. Првата утакмица 19-17 со Рудар Плевје, а изгубивме. Ама тука малку и судијата, према информациите од Нова Македонија, од медиумите, Добро. разбравме дека судијата бил доста наклонет Кон Рудар. на другата екипа, на Рудар. Потоа со Дубочица 25-15 испадна и со Загреб и со Младост. Загреб Младост 25-17. Че како вие ги победите овие резултати, ала? Не изгубивме сите 3 утакмици. Не, сакам да кажам, ги знаете резултатите. Да, Постигнувате ли вие голови на тие купни преварни, тие да. од крилна позиција е многу тешко да се даде гол, меѓутоа вие како успеавте да го правите? Ја имав специфичен удар беше мојот. Добро? Јас долу паѓав, Аха. а горе шотира. Како тоа И така? тоа забрањање беше многу тешко. Сега Сега нема видено сега тако гол. нема тако, ама сега има вртање. Сега ги Кога ќе заврте топката, го гледаш, оде од една страна на друга, ќе влезе у голот една друга. И тоа е интересно. Тоа е интересно. Многу добро сега тоа го прави Дебиров и други играчи го Добро, прават, добро, добро. ама Дебиров Он е мајстор. мајстор за тоа, од Вардар, левото крило на Вардар. Малку го следите на ракометот сега? Го следам овие професионални утакмици, ги следам, ги има на Да, телевизија и да. ги гледам редовно. Во Ковадаци до скоро време одев, сега во последно време не сум Не сте бил биле? и не ја знам ситуацијата каква е. Добра екипа, добра Добра екипа. екипа се ми кажуваат, Добра екипа. ама тука се борат за на среда, Да. на табелата, на средината се. Влегува во Суперлига, сега се во средината и играат некоја улога. Еве ги тепат скопските екипи. Успешно се борат. Успешно И се борат. Пистоловоде јуниор ги тепа. Бутел, Да, Бутел ги добиваме Да, тие утакмици. Што уште би може да ни кажете во рамките на ова ваше подсетување на времето во кое игравте ракомет, Ванко? па можам да кажам дека да се пофалам да речеме и тоа беше голема допринос за Тиквеш. Да. За репрезентацијата на Македонија изигравме 2 надпревари со Србија. Единиот на 20.10 се играше во Скопје, Така? во Скопје го изгубивме тој надпревар, а исто реваншот се изигра на 26.10 иста година во Белград. Тој ги бев јас повикан во репрезентацијата, Клинчаров и Стефанов. Битно е да учествуваш, Да, а ако изгубиш. Понекогаш е, да, во спортот тоа е главно тоа е правило. главна. Го почувствувате тој мирис на репрезентацијата. Да. Како се најдовте со вашата сопруга на спортските терени, да гледаше како игрите ракомет или поврзано е Да со идеше, спортот? потоа кога се запознавме, почна да игра почесто да иде. Имавте ли разбирање кај неа? Имаше разбирање и го сакаше ракомет тоа. Тоги во Кавадаци Да. нема сега до младината испаѓа од 10 сати и одма тука фана една друга. Така? Тој имаше корзо. Добро. По улицата 7 септември првен беше, а Добро. потоа се префрли на Или почта Денска, или или Денска, Аха. или Денска. И имаше редица од почта до центарот, се шеташ лево, има 3 колони, 4 колони, 5 колони едно друго и така на некој начин Тоа ви беше забава. тоа беше забавата едно друго. Потоа од тука на игранка имаше. Игранка во официрска имаше Добро. и во монополот. Аха.
И кај сакаш, или ќе идеш во монополот или во офицерски. До колку часот? Па најмногу до 12 сата. И тоа крај? беше. И крај беше тоа. По вечерија? Ово. Бриони тој доста добро работеше Аха, во добро. тоа време. Во наше време. Тоа беше паркот и Бриони отворен. Да, паркот и Бриони се однуваше. И забавниот живот така се одржуваше. Вие како спортисти имавте ли посебен режим на не пиење? Имаше. Прве ние самите бевме доста свесни, оти ние бевме сите учени луѓе, Добро. разборни. Колку ќе каже тренерот дека треба дома да си одиш на време, треба да си одиш на време и да спиеш. Мишчим Лалков знаеше понекош и да изненаде. Аха. Да изненаде, че дојде во некоја кафана едно друго, во кај се собираме едно друго. Добро. Ако не виде едно друго, ќе рече, ајде утре имам ту такмица, мора да си одите. Човече. И тоа го правеше често. Мислам често, ако има потреба. Добро, Ванко, ја привршуваме оваа средба наша. Што уште би може да додадете, што не ве прашав? Што е тоа што ви лежи на душата, а сакате за ракометот да го кажете? Јас сакам да кажам нешто за управата. Поведете. Управата, тој работеше и она како нас аматерски се вика, меѓутоа имаше многу прекрасни луѓе. Добро. Како Александар, професорот Александар Пемов, Добро. он беше професор по физика и математика. Добре Ставров, кој што беше незаменлив он беше и воđа пута, и економ, и носач на и записничар. Мислам ти, ако не беше он, тешко можеше тикви за остане. Разбирам. Костов Блажо беше лекар на екипата и он цело време работеше непрестанно во ракомето и многу даде за самиот спорт. Со финанси потешко се тиквиш управата работеше да собира финанси за да може да останеме во како клуб едно друго. Јасно. Како се снаоѓавте? Молим? Како се снаоѓавте за пари? Тешко беше тоги. Да се платат суди, Суди да се платат, Делегатор, а трошкови имаше едно друго. Мислим, Да. се бореа колку што може да собират од некои бизнесмени. Тој имаше луѓе кои што го сакаа ракометот и даваа средства, како Џоко Настов, Добро. Крсте Трифунов Така. и други. Браво. Имавте разбирање од собранието, од власта. Имаше. Тој беше Александар Грков, сече градоначалник, Председател на Кавадарци. На Кавадарци председател и помагаше многу на клубот. А да кажам, ова Поведете. 71 година Тиквеш, Пролет и Гевгелија влегува се формира втора сојузна лига. Аха. Ракмото сојуз на Југославија, тоги сојузната лига подели на два дела. Исток и запад. Така. Исток и запад, ние бевме во исток, 10 екипи броеше и тоа едно прекрасно уживање беше што го направи ракмото. Тоа е повисок ранг на Повисок надпреварување. ранг на преварување. Квалитет на И игра. игравме со Ада, со Бечеј, со Апатин, По јаки екипи. појака екипи, Белградски Партизан, Браво. Желичар Ниш и три екипи беа. Првата година имаше 10, втората година на 12 екипи ја направија. Покрај големиот квалитет што го имаше, ние успеавме и првата година и втората да се одржиме во втората лига. Првиот пат бевме на 7 место, а вториот пат на 8 место. Ова книга Добро успомени носиме од таа втора лига, затоа што колку сезони игравте таму? 2 сезони Две беа. сезони. 2 сезони. 71, 72 и 2073, 74. Втора другата сезона беше. Ова книга на Димитар Пецов е добар подсетник и учебник за ракометот. Да чуеме што вели Пецов за нашиот вечерашен соговорник. Благодарам што дојдовте да
кажам неколку збора за мојот драг пријател и ценет, можем да кажем, ако некој може да се нарече легенда на спортот во град Кавадовци, тоа е Јован Ќурчиев Ванко, на сета спортска јавност познат како играч и како тренер и човек кој што за својата кариера никош не остави лош впечаток ни на терен, ни па надвор од него. Стално беше пример за нас, помладите, како треба да се однесуваме за време на надпреварот, за надвор од него. Едноставно, ако некој имате направено многу емисии, прав погодок ви е легендата Јован Ќурчиев. Јас него го ставам во најдобрите спортисти во град Кавадовци што го има даден. Го гледавте ли како игра тој? Јас него го пратам од 58-57 кога уште си играше ракомет на старото игралиште Страшо Пинџер. Да. На тоа што ми е блиско тука и од тогаш го засакав ракомет, а бидејќи по-малите тие со мене некои од тие играчи учеа и редовен бев и на тренинг и на надпревари. И од тогаш го знам и мило ми е што има можност да кажам баш за него, за легендата, врвен спортист, врвен човек, како човек многу добар. Никош не доби исклучување или да приговори со суди, да се расправа и така раз. Беше многу интересен утакмицата со Работечки во Кавадарци. Која година тоа? Тоа беше 63 година. 63 година, а исто незабравна година е и 73-та, 74-та, кога станавме по трет пат прваци на Македонија. Банко, како се проставите од оваа игра? Како заврши вашата професионална кариера во ракометот? Последниот надпревар, кога го имавте? Последниот надпревар беше кога со Рудар од Плевје дојде во Кавадаци, тој ги реши да се опроста втора лига, да се опроста во втора лига. Мислам од ракометот. На 34 години, 35 години се откажав од ракомет, затоа што годините си го направија своето и немаше повеќе сила во мене да продолжам и решив да му оставам на младите да продолжат. Не останете во клубот, не игравте нешто во клубот? Не, во клубот после кога го напушив ракометот, бев секретар на клубот. Доста време. Добро. Доста време и сите податци што се во оваа книга се дадени од мене. Благодарение на вашата педантност, макартото води на податоци едно друго. Да. Исто така да кажам дека ние игравме чисто аматерски. Аматерски затоа што немаше средства, иако имавме правилник за наградување. Мислим, правилникот, знаеш како правилник, он постоеше, мислим, средства ако има, добро, ако ќе дадат некој динар. Се даже, имаше моменти кога бевме наградувани, али тоа многу ретко. Многу ретко. Ванко, оваа приказна е долга и веројатно уште повеќе време би можело да ни зборувате. Меѓутоа, мора да се простиме со вас, да ја посакаме многу години живот, активно да го следите ракометот и не само ракометот и спортот воопшто. Со Монко сте алфа и омега во ракометот, како такви ќе важите и останувате запишани за секојаш во историјата. А РТК ви прави една емисија со цел да ги потсети младите генерации како се играло некојаш ракомет. А се играло со срце, нели? Со срце се играше тоа. И тоа е незаборавно. Ова генерација за секој што останува за паметење, можеби требаше да биде многу повеќе наградена отколку што е во Кавадаци со своите резултати за купот, за првенството и така натаму. Благодарам. Јас само сега ги живеам после оставањето на ракометот, сега живеам мирни пензионерски денови и би сакал тие пензионерски денови да потраат што повеќе.
Бавењето со спортот ве прави витален и во главата и во телото, така? Да, така е. Тоа благодарение на ракомет останав доста витален. Дай Боже да е така. Тоа е една индиректна препорака за младите да се занимаваат со да спорт. одат повеќе да спортуват, а да ги остават малку телефоните на страна. Благодарам многу за ова гостување и се надевам дека во оваа емисија ќе ни гледат токму младите. Се надевам и јас исто. Благодарам, почитувани, толку во оваа емисија во која ве подсетивме малку на тоа дека и ракомет се играше некош во Кавадас и беше мощно и релевантен во Македонија и еве чувте од ванко и надвор од границите на Македонија па и во меѓународната сцена. Благодарам што не следевте и посакувам пријатна вечер на нашата програма.